Судијата Џон Тигар од Северниот округ на Калифорнија ја укина контроверзната политика на администрацијата на Бајден, дизајнирана да го намали бројот на нелегални преминувања долж границата меѓу САД и Мексико. Новата владина политика, воведена во мај, ги дисквалификува повеќето имигранти кои аплицирале за азил во САД, доколку веќе не поднале барање преку интернет за да обезбедат состанок со службениците за имиграција или докажале дека поднале барање за заштита од друга земја низ која поминале на пат кон САД, како што е Мексико. Фернандо Гарсија е извршен директор на Граничната мрежа за човекови права, непрофитна организација со седиште во пограничниот град Ел Пасо, Тексас. Тој вели дека одлуката на судијата не е изненадување. Критериумот дека немате права ако сте без документи не е валиден. Токму затоа судијата вели дека оваа забрана што ја спроведе администрацијата на Бајден треба да се отстрани. Одлуката произлегува од тужбата поднесена од Американската унија за граѓански слободи и групите за права на имигрантите, во која се тврди дека ограничувањата ги загрозуваат мигрантите. Судијата Тигар веднаш издаде 14-дневно смрзнување на одлуката, дозволувајќи политиката за азил да остане во сила и му даде време на одделот за правда да поднесе жалба. Гарсија вели дека пресудата ќе ги заштити мигрантите кои легитимно поднесуваат барање за азил. Забраната за азил веќе им штети на луѓето кои легитимно доаѓаат да бараат азил. Сметаме дека со оваа пресуда треба да се примаат барања за азил и тие луѓе да бидат заштитени по 8 август. Венецуелската мигрантка Естефанија Брисењо вели дека била киднапирана за време на незиното патување до границата со САД. Верува дека одлуката на судијата може да го намали ризикот за мигрантите како неа, кои не може да добијат состаноци со службениците за имиграција преку апликацијата СВР One, мобилна апликација за царински и гранична заштита на САД, дизајнирана да им помогне на потенцијалните мигранти да закажат состаноци со службениците за имиграција. Се плашам да застанам на семафор со син ми, да не ми го одземат или присилно да ме земат в кола. Сега сакам да ја поминам границата, бидејќи не можам да замислам да се вратам во мојата земја, со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме и откако поминавме низ 6 земји. Попат потрошивме многу пари. Официјалните лица на Бајден велат дека новите прописи придонеле за 42% намалување на илегалните преминувања на границите во јуни и дека ќе продолжат да ги спроведуваат правилата за азил додека се подготвуваат да ја обжалат одлуката на судијата. Представници на Белата куќа велат дека се загрижени дека укинувањето на ограничувањата може да доведе до нов бран на мигранти.